Вообичаено отвараме во прво послание до Коринќаните 13 глава, но јас сега би почнал да читам од 12 глава 29 стих. Знаеме, порано немало глави, па Павле овде само се надоврзува на она што го зборува во 12 глава, која зборува за духовните дарови. И коринќаните имале многу проблеми, затоа и како црква, нели, затоа и оваа глава токму овде ја запишал Павле, посветувајќи ја пред се на нив, но и до секој од нас. Еден од проблемите бил тој што, ете, сите некако сакале да ги имаат оние повозвишени дарови, па се фалеле, се гордееле токму оние кои што биле со повозвишените дарови. Ќе видиме подоцна дека Исус вели дека тоа воопшто и не важно. Важно е нешто друго. Но ја читаме од 29 стих. Вели, сите ли се апостоли? Сите ли се пророци? Сите ли се учители? Сите ли се чудотворци? Сите ли имаат дарови за исцелување? Дали сите зборуваат разни јазици? Сите ли се толкувачи? Значи, тој еден исти дух дава, како што сака, дарови, различни дарови, и тоа е убавината. Сите со различни дарови, а едно во Христа. Тоа е оно што Господ го сака. И сега вели, туку покажувајте ревност за подобрите дарби, а јас ќе ви покажам уште повозвишен пат. И почнува со 13 глава, еве го повозвишениот пат. Ако ги зборувам човечките и ангелските јазици, а љубов немам, тогаш сум бронза што звони или кимвал што звечи. И ако имам дар за пророкување и да ги знам сите тајни и сите знаења, и ако ја имам сета вера, така што да преместувам и планиња, љубов немам, ништо не сум. И ако го раздадам целиот свој имот, за да ги нахранам бедните, и ако го предадам своето тело да биде изгорено, а љубов немам, ништо не ми ползува. Значи, залудно е било каков дар да имате, да бидете и повеќе од пророк, како што бил Јован Крстител, како што бил Елен Вајт. Ако ја немате љубовта, ништо не сте. Тоа е повозвишениот пат, вели Павле. Љубовта е таа која што е број еден. И сега ги набројува оние атрибути нејзини, и веќе од 4 стих сите ги поминавме. Љубовта е долготрпелива, значи долго трпи, љубовта е милостива или полна со добрина. Љубовта не завидува, љубовта не се фали, љубовта не се вообразува, тоа е она што го видовме минатата сабота. И сега почнуваме со 5 стих, каде што вели, се надоврзува Павле и вели, љубовта не се однесува непристојно. И ова е тесно поврзано со претходните. Обично, значи, секој од нас се нашол во ваква ситуација, верувам, да некојаш се однесе непристојно. Јас сега не зборувам за некој како да кажем, културолошки некој начини на однесување, па сега нешто што е пристојно тука, може би таму некаде не е пристојно и така натаму. Не. Зборуваме за нешто друго. Значи, обично човек кој што е арогантен, кој што е вообразен, од него може да очекувате и непристојни зборови, а и непристојно однесување. Мада ја кажам, значи, никој не е имун на тоа, сите ние имаме по некоја трошка на гордост. Такви сме, таква не е грешната природа. Но, овде вели дека љубовта е таа која што не се однесува непристојно. Значи, љубовта секоја се однесува со почит и респект кон оние кои што се повисоки, можеби од нас, кон оние што се супериорни, и со добрина и љубезност кон инфериорните, и всушност со учтивост кон сите. Зошто? Повторно, затоа што љубовта го става другиот во центарот на вниманието. Не се става самата себе. Ги смета другите за поголеми од себе. Секој се однесува соодветно, и ова не се однесува непристојно може да се преведи и не се однесува грубо. Љубовта не е груба, еден од преводите и тоа всушност. Мислам дека беше оној прераскажаниот превод, динамичниот превод, вели
Љубовта не е груба. Значи, таа не е никогаш груба, љубовта никогаш нема да му нанесе срам на другиот, да го усрами другиот, нито пак самата себе. Тоа е љубовта која што нам не е потребна, ние ја немаме по природа, нити можеме да имаме по природа, ние сме сепак грешни човечки битија. И сега да видиме неколку примери во посланието до Коринќаните, во 14 глава, каде што Павле зборува за редот во црквата. Имавме овде и една проповед, ако се сеќавате, од брат Јани, во врска со тоа што значи жените, дали треба или не треба да зборуваат во црква. Затоа не се фаќаме сега, меѓутоа како и да е. Имало испади, имало проблеми со самите тие дарови, ако читаме во почетокот од 14 глава, со зборувањето на јазици, па зборувале па еден, па друг, па трет, мислам, сите на куп, па Павле ги поучува како сето тоа треба да изгледа, и другото подосна, нели, спомнува и испадите на некои жени, кои што се случува во тогашната црква, и вели, завршува оваа глава со 40 стих, вели, и нека сите работи се вршат пристојно и уредно. Значи, има многу непристојности надвор, меѓутоа може да се случи дури и тука меѓу нас да има непристојно однесување. Или еве во 12 глава, значи овие се двете глави кои што се околу 13-та, што Павле спомнува некои од проблемите тамошни. Кога зборува за даровите, во 12 глава и вели дека не може раката да рече па не ми треба бубрек, или не знам, ногата да рече не ми треба рака. Сите имаме различни дарови, сите тие дарови доаѓаат од Светиот Дух, ни ги дарил Светиот Дух, но тоа не значи дека некој е по-невреден од другиот. Сите сме исти пред Господа, Павле ги поучува. И вели таму во 21 стих, не може окото, 12 глава, значи, не може окото да рече на раката не си ми потребна, или па главата на нозете не сте ми потребни. Туку по-потребни се оние членови на телото што изгледаат по-слаби. Интересно. И поголемо почитување им даваме на оние членови на телото за кои сметаме дека не заслужуваат почитување. Нашите неугледни членови имаат поголема пристојност. А на пристојните тоа не им треба, но Бог се го сложил телото, давајќи му поголема чест на оној член кој ја нема, за да нема раздор во телото. Значи, видите, и ароганцијата е она која што лошо делува на единството на телото, и вообразеноста, нели, надуеноста и непристојноста. Еден мал збор на непристојност, значи, може да не вознемери сите тука, да речеме, кога сме на служба. За жал може некојаш и такво нешто се случува, и да едноставно се повлече благо, и да не го осетиме и да не го примеме благословот како што треба, како што е редно. Има повеќе начини на тоа како човек може да биде непристоен. Значи, можеш да кажеш нешто непристојно, што е многу често појава. Значи, јас самиот можем да се најдам во ова. И џабе Јаков не кажал дека оној кој што не греши на јазик е совршен човек. Непристојни зборови, кои што имаат за цел да го усрамат другиот, да го понижат, а тоа љубовта не го прави. Потоа, не мора да кажеш нешто непристојно, може да направиш нешто непристојно. Да наредиме овде, може многу такви примери да има, односно подосно ќе спомнеме од Библијата примери. Или може да не направиш нешто што е пристојно. Значи да, знаете, денеска, порано не беше така, значи порано и малите деца ќе ти кажеат добар ден, или на повозрасен, меѓуто денеска може би нешто друго повеќе можеш да слушнеш од добар ден, или еве влегувате во црква Божи благослов, а другиот да не ви каже ништо, или ете, ќе му завршите некоја работа, па да не ви каже фала. Значи, со тоа што нешто нема да направите, и тоа може да биде непристојно однесување. Еден христијанин, за да биде сигурен дека секојаш се однесува пристојно, треба едноставно, може би решението е и само во овој стик Матеј 7:12, тоа е тоа,
познато златно правило. И така, се што сакате да ви прават луѓето, правите им го вие тоа. И решен проблем. Кој од нас сака да кон него се однесуваат непристојно? Кој од нас сака непристојни зборови да слуша? Од брат, од сестра, од близок, од роднина, од било кој? Никој. Значи, да се држиме до златното правило. Може би клучното решение. Нормално, сето тоа не со наша сила ние ништо не можеме, туку секако со Божја помош. И еве сега да видиме неколку примери. Отвараме во Јован 12 глава. Овде ни е првиот пример, Јован 12 глава. Се случува во Витанија. Иако текстот започнува со домот на Лазара, каде што Исус се наоѓал, подосна текстот, иако не ни нагласува овде во Јован, се префрла во домот на Симон. Лепрозниот што бил. Ево да читаме од првиот стих. На 6 дни пред Пасхата Исус дојде во Витанија, каде што беше Лазар, кој го воскресна од мртвите. Таму приготвија вечера и Марта послужуваше, а Лазар беше еден од оние кои со него седеа покрај трпезата. И сега во третиот стих веќе гледаме едно действие кој што се случува кај Симон. Тоаш Марија зеде литар миро од чист и скапоцен нард, ги помаза Исусовите нозе и му ги избриша нозете со својата коса и куќата се наполни со мирис од мирото. А Јуда Искариотски, иако овде не е спомнато во другите евангелија, се вклучени во ова сите ученици. Меѓутоа предначал Јуда, како оној кој што бил навистина вообразен, оној кој што сметал дека е најпаметен, дека сите негови идеи се нај идеи и често пати знаел да критикува работата и на Исуса, па и во овој случај ќе биде изненаден и од реакцијата на Исуса, но е најнапред првин реагира на оваа постапка на Марија. И што вели во 4 стих? Јуда Искариотски, еден од неговите ученици кој сакаше да го предаде, рече: зошто мирово не е продадено за 300 денари, за да бидат раздадени на сиромасите? Бил подржан од учениците, кажав. И тоа ова е многу непристојно однесување. Според стандардите на љубовта. Може би некој ќе рече, ќе се согласи со Јуда, ќе рече, што се ова блудница изиграва овде и што прави, растура 300 денари, то цела година плата, значи замислите си денес како платата ви е 15.000, годишно околу колку 200.000, да рече. 200.000 денари, така да ги истоиш. Штета е, нели? Ама интересна е неговата реакција, па подобро ќе беше да се раздадат на сиромасите, но тоа не го рече дека се грижеше за сиромашните, бедните, туку зашто беше крадец, кај него беше ковчежето и земаше од оно што пуштаа во него. Значи реакцијата негова беше упатена на тоа: 300 денари ќе беа тука во ковчежето и ќе можев нешто плюс да си земам. Тоа е неговата реакција. Исус ова го квалификувал како многу непристојно, иако од другата страна е блудница, жена која што знаете каков статус има во едно општество. Исус што вели во 7 стих? Оставете ја. Не ја додевајте, нека го запази тоа за денот на моето погребение. Што направила Марија? Марија го помазала предвремно Исус. Укажувајќи всушност дека ете ќе се случи смртта негова на крстот, за кој што не биле спремни да ја прифатат, не верувале во такво нешто. Зошто вели сиромашните ги имате секојаш покрај себе, а мене ме немате секојаш. И ова било шок за Јуда, знаете што после ова прави тој. Че видите, однесување кон блудница, значи кон некоја кој што е толку ниско во општеството, вакво однесување исто Господ го смета за непристојно. Па самиот Симон во другите евангелија ја имаме па неговата реакција. Дали го мислите, која си мисли, да знаеше овој која е оваа, немаше да дозволи да го допира. И каква реакција следи потоа од Исуса? Исус всушност му кажал подосно дека всушност во оваа цела работа ти си поголемиот грешник од
затоа што не си ја препознава својата грешност. Значи, еве едно непристојно однесување. Да одиме понатаму, немаме многу време и да скратиме. Во Матеј 19 глава. Значи, пуката од ова е дека кој и да е, каков и да е, и да бил, мислам, ние треба достојно да се однесуваме кон него како кон душа која што е вредна за спасение. Исус го дал животот за сите. 19 глава Матеј, 13 и 14 стих. Ова е реакцијата на учениците кон децата. Тогаш доведува дечиња при него, за да ги положи рацете на нив и да се помоли на учениците ги укорија. Укор добиваат децата од учениците. Ова е непристојно. Ако имаме предвид фактот што кажал Исус за децата, па читавме во пуката, дека и ние треба да бидеме како мали деца, навистина ова не им требало на учениците. А Исус рече, оставете ги, слично, значи како и со Марија, оставете ги, децата и не им пречите да дојдат при мене, зашто на таквите им прилика небесното царство. Поучете се и вие. Такви треба да бидете за да влезете во Божјето царство. Имаме во Стариот Завет, мислам имаме многу примери такви, меѓутоа на еден ќе се навратиме во прва Самуилова книга, прва книга Самуил, и ајде ќе прочитаме некој стих, не мора целото действие. Прва книга Самуил 25 глава. Ова е оној случај на борба крвава која што може да се случи и да настрадаат мнозина, а која што Авигеја ја спречила. Се заради Навал, незиниот маж. Ајде да читаме во од вториот стих. Во Маон живееше човек кој имаше свој имот во Кармил. Тоа беше многу богат човек. Имаше 3000 овци и 1000 кози. Наистина бил богат. Спределите со Јов бил нешто побогат, меѓутоа ова е наистина голем имот за тоа време, 3000 овци и 1000 кози. Токму тогаш ги стрижеше своите овци во Кармил. Тој човек се викаше Навал и сега кажува карактеристики за неговата жена. Неговата жена Авигеја, жена му беше убава и многу умна, а мажот суров и опак. Грубијан. Некој од кој што можете да очекувате непристојности. Беше халевовец. И знаеме, на Давид му треба храна, тука е со својата дружина, да кажем, и испраќа двајца момоци да побараат од Навал, и то не бараат, не дошле да речат дај ми толку, дај ми волку, дај ми, не. Ако забележувате таму што вели, 6 стих, речете му, значи, на Навала, вака на мојот брат, мир ти, мир на твојот дом, мир на се што имаш, сега слушам ги стрижиш овците, а твоите пастири беа кај нас, не ги гибавме, ништо не им снема додека бев во Кармел, значи биле со видна заштита на неговите пастири, бодигарди. Праши ги своите слуги и ќе ти кажат, зато овие момци нека најдат милост пред тебе, зашто дојдовме во свечен ден, значи кога го стрижеш стадото, дај им на своите слуги и на својот син Давид, што ќе ти се најде при рака? Било што? И како Навал на ова реагира? Ма како? Ја не давам ништо, ова е се моје, дори и за водата, вика таму дека е негова, ја не го познавам тој Давид, кој е тој Давид? Многу непристојно несување. Имајќи го предвид фактот овде дека Давид со својата дружина бил заштитник, ги штител неговите стада. На некој начин би требало да се очекува да тој самиот понуди нешто, меѓутоа го гледаме Навал. И видете што предизвикува неговата непристојност. Давид веднаш вели да се наоружаме и тргаме. Че една непристојност до што може да доведе. Значи. Едно арогантно однесување може да побие од друга страна исто така, такво некое слично однесување, ако не била Авигеја, овде ќе имало покой. Фала Господа, Авигеја била умна, како што читавме, смирена и многу поинаку се понела пред Давида.
Никаква непристојност не гледаме таму. Дори ако се сетите на она басната што ја кажуваше брат Винко од ова место, зајакот бил тој кој што бил пристоен до крај. И затоа и бил сочуван неговиот живот, нели, од страната на мечката. Има многу примери, но еве, Исус да го земеме како наш најдобар пример за тоа што значи пристојно однесување. Откровение 3.20. Пораката до Лаодикеја, минатиот пат нешто почнавме и се подсетивме на млаките, на жешките, на студените. Вели 20 стих, еве, стојам на вратата и чукам. Ако некој го чуе мојот глас и ја отвори вратата, ќе влезам при него и ќе вечерам со него и тој со мене. Исус ќе ја отвори вратата, значи тој чука како прво на вратата, што е пристојно однесување, не се влетува онака, без да се тропне, да се чукне и насила, и ќе влезе само ако му отвориш. За разлика од него, оној другиот, арогантниот, ѓаволот, не прави така. Тој насила, тој користи секакви методи само за да ја наштити на душата. Меѓутоа, кај Исуса гледаме пристојност. Дури и во самиот случај на патот кој на Емаус, оние двајци ученици, кој да бил вториот, некој вела дека бил баш Лука. Не е битно. Значи, добро кажавте, не е битно. Лука 24 глава. Овие стихови ги читавме и за време на пуката. Интересен е еден детаљ овде. Гледаме. 24 глава, Лука 28-29 стих. Значи, веќе се замуабетиле, Исус им расправа од Стариот Завет, од Моисија тргнал па сите тие пророштва, за да ги наврати на Божјата реч, да им ја зајакне верата и да им укаже на тоа дека тоа требало да се случи. И сега, што вели 28 стих, и кога се приближија до селото во кое одеа, внимавајте, тој, Исус, се направи како да сака да оди понатаму. Натаму да продолжи. Значи, Исус не се наметнува, ајде сега, со вас. Тој мора да биде повикан за да влезе. Значи, се направил како да оди понатаму, но тие го задржуваа, велејќи остани со нас, зашто вечерата е близо, а денот веќе превали и влезе да и остана со нас. Откако беше поканет. Тој не се, како сте вели, не се нафрла, не се наметнува, не се бута, кај што не треба. Видите какво пристојно несување од Исуса. Ако тој чука, ако го слушнете глас, ако му отворите, ќе влезе, ако не. Овде во овој случај, ако го поканите, инаку тој продолжува понатаму. Спремен е да послужи секогаш. Видите во ситуација кога требало да некој да ги измие нозете, обично домакинот или не битно, и никој не сака да се понизи, Исус тоа ќе го направи таму во Јован 13 глава, читаме, често пати ги читаме тие стихови за време на света вечер. Се препаша, зеде крпа, се наведна, повторно покажа пристојност. Непристојно е сосема спротивно од оно што покажале апостолите. Значи, никој не сакал да земе да го направи тоа. А било тоа обичај. Мислам, тоа било вообичаено нешто. Но, кој да се понизи? Не е, значи, кога сте гостопримливи, кога дома примате некого и кога ќе се растрчате, еве, поготово домакинката, да нагости, да донесе, да... Марта, ќе се сетам сега на Марта и Марија, не дека Марија била непристојна во таа ситуација, тоа е еден друг случај, меѓутоа, сето тоа е пристојно. Непристојно е нешто спротивно. Може да го набркате од врата. Да. Спремен бил секојаш да ислуша, ова е многу битно. Сетте се на уште една жена, на Јован 4 глава, на Самарјанката, на тој разговор со неа. И многу други случаеви. Исус никогаш не се уфрла во муабетот. Исус стои по страна и ќе ти ислуша до крај. А видовме од минатите проучувања дека ова е многу битна карактеристика, да бидеме трпеливи, значи да го ислушаме говорникот, за да
Сушност и разбереме што сака да ни каже, а не овој зборува, овој другиот од таму, третиот од таму и на крајот, како што правеле во Коринската црква, никој никого не може да разбере. И тоа води кон расправи, кон поделби, кон караници и така натаму. Иако, пазете, ова е интересно, Матеј 6:8, само да се подсетиме на еден момент, кога зборува за молитвата во својата проповед на гората на блаженствата. Пазите, Исус знае што ќе кажете. Пред време, пред да изговорите, знае што ќе кажете, а сепак не ве прекинува и не ви се уфрла. И покрај тоа што знае. Еве сега тој ви зборува нешто и сега вие, уште доека тој ви зборува, знае вие што ќе одговорите. И ако, сега да речеме да не е таков, да е непристоен, знаејќи дека ќе треснете некоја глупост, да кажем така, и тој нема ни да ви дозволи, не знам, ки ви... Не, тој ќе ви дозволи да кажете. Значи, Матеј 6:8, што вели овој стих, само да се подсетиме, а ти кога се молиш, влези во својата скришна соба, затвори ја вратата и помоли му се на твојот татко, кој е во тајност, и твојот татко кој гледа во тајност ќе те награди јавно. Да се извинувам, тоа читам 6 стих, 8 стих беше битен. И така не бидете како нив, како народите кои што нели повторуваат кога се молат едни исти зборови, зашто вашиот татко знае што ви е потребно, уште пред да го помолите. Нормално, Господ знае се, Господ ни ги чита и мисли. Но и покрај тоа, тој е стрплив и тој ќе ни ислуша. Тоа е пристојно однесување. Ајде да се подсетиме, кога му било тешко, навистина, Исаија 53:7, кога бил вреган, плукан, неправедно осудуван. Во овакви ситуации ние би рекле, како ќе молчам? Не смем да молчам, јас сум невин. Да, има ситуации кои не треба да молчиме, меѓутоа ќе видиме подосно од цитатот во Копнежот на вековите како Исус се однесувал воопшто во различни ситуации. Го измачуваа, вели 7 стих од 53 глава Исаија, а тој оставаше и не ја отвори својата уста. Го одведува како јагне на колиње, како овца нема пред оние што ја стрижат, не ја отвори својата уста, дори 2 пати овој стих. Колку можеме лесно да паднем во искушение кога вакво нешто нам би ни правеле, на правдивна, значи ние сме невини, а само збор да ви кажат нешто. Па знаеме да избувнеме и да сме спремни да возвратиме. Но Исус не учи и на пристојност. Или 1 Петрово 2:23, сличен стих, прво послание Петрово 2:23. Тој, кој беше навредуван, не враќаше со навреда. Тоа е таа божествена љубов што ние немаме. И затоа реков, може лесно е да се каже, ама тешко е да се живее. Тој кој што беше навредуван, не враќаше со навреда. Ајде. Ова е пристојност. Оти пословици вели таму на будалата, ако му вратите со иста мера, тогаш и вие сте нешто слично. Значи, тој, кој беше навредуван, не враќаше со навреда. Кога страдаше, не се закануваше, туку се предаде себе си на оној кој суди праведно. Па дори минатиот пат, ако се сеќавате за Павле во Коринќаните, читавме пример кога се жали од Коринќаните, им вели ме судите, меѓутоа почекајте, не брзајте со судот. Ке дојде Господ, Господ ги знае тајните намери и мислите, тој е оној кој што знае најточно да пресуди. Значи, кога сме обвинети, исто така можеме да бидеме искушани од ѓаволот да настапиме непристојно и да кажеме некој збор непристојно. Но, вели, љубовта не се однесува непристојно. И да го прочитаме сега цитатот од Копнежот на вековите, значи од овој превод се наоѓа на 262 страна. И овде имаме многу што да видиме. Во овој цитат, како Исус се однесувал со луѓето, а пазите, сите овие карактеристики на љубовта ни се најбитни заради нашите меѓучовечки односи. Да ги сочуваме и да ги унапредиме, и не само нашите овде во црквата, туку и да знаеме како да се
однесеме спрема оние кои што чекаат од нас леп на живот. Значи, не е само да испаднеме, видовме и во самата поука, значи, нема и бескорисно ќе биде тоа сведочење ако ние не поминуваме квалитетно време со Него. Ако одиме со своја сила, со свој памет, со своји планови, тогаш можеме многу повеќе зло да направиме. Еве како Исус се однесувал. Ете, рекол Исус, јас ве праќам како овци меѓу волци. Пазите, налогот наш, што опфаќа. Исус нас не праќа како овци меѓу волци. Тоа што може да очекувате? Насилие, грубости, вреѓања од другата страна, од луѓето и така натаму. Значи, и колку можеме лесно да паднеме во искушение и ние да вратиме со иста мера, значи да бидеме, да се однесеме непристојно. А тоа е неверојатно лоша слика за луѓето и не можеме така да ги доведеме. Секако. Највеќе ќе сведочиме со нашиот карактер. Че јас ве праќам како овци меѓу волци, затоа бидете мудри како змии и добродушни како гулаби. Или безазлени, што е ли другиот превод. Христос никогаш не премолчил нито еден збор на вистината. Мајте сега едно по едно ќе ги читам. Прво, многу битно, Христос никогаш не премолчил нито еден збор од вистината. Зато што ако едно премолчиш, тогаш веќе не е вистина. Премолчувањето на вистината на друго место вели дека е лажење, лага, кажување лага. Но, значи, иако ја говорил секојаш вистината, секојаш го изговорил тоа со љубов. Во комуникација со луѓето тој користел најголема тактичност, значи не работел шаблонски, и вака, и со сите вака. Со сите луѓе вака ќе постапи. Не. Бил тактичен, грижлив, значи користел најголема тактичност, грижливост и љубезно внимание. Никогаш не бил груб. Никогаш, значи не се однесувал непристојно. Никогаш не бил груб, никогаш непотребно не изговорил нито еден строг збор. Имало строги зборови, ама тоа било потребно. Овде вели, никогаш непотребно не изговарал строги зборови, никогаш не задавал непотребна болка на некоја чувствителна душа. Тој не ја укорувал човечката слабост. Бестрашно ги осудувал, значи од друга страна, бестрашно ги осудувал лицемерието, неверието и беззаконието, но, пак уште едно големо но, овие остри укори ги изговарал со солзи во очите. Плачел над Ерусалим, градот што го сакал, кој не сакал да го прими него, патот, вистината и животот. Тие го отфрлиле него Спасителот, но тој ги гледал со нежно сочувство и со толку длабока тага, што срцето му се кинело. Во неговите очи секоја душа била драгоцена. Секоја душа е навистина драгоцена. Затоа треба да внимаваме како настапуваме. Иако секој се однесувал со божествено достоинство, се наведнувал со нежност на секој член на Божјето семејство. Во сите луѓе гледал паднати души, кои требало да ги спаси со својата мисија. А сите тие луѓе се најразлични, затоа рековме, многу ни се потребни сите овие карактеристики на љубовта, за да бидеме истрпливи и да се однесуваме како што треба, затоа што секоја душа му е битна на Господа. Христовите слуги не смеат, сега се префрла на нас, Христовите слуги не смеат да работат според диктатите на природното срце, како што нам ки ни падне на памет. Тие мораат да бидат во тесна врска со Бога, значи да бидат со Него, со други Бога. За да не се подигне нивото јас, внимавајте, да не се подигне нивото јас во случај на провокација, а од волците може да очекувате еден куп провокација, мислам, ние како овци меѓу волци сме пратени, како што видовме. Значи, да не се случи во случај на провокација, значи да се издигне тоа нивно јас и да искажат порој на зборови кои не се на своје место. Кои не се како роса или како дожд што ги освежува растенијата кои овенуваат. Туку порој, знаете што прави поројот? Поројот може да направи само белја. Да подкопа некоја куќа, некој темел, да сруши некој брег, да... се повеќе се случуваат такви работи кај нас поради така нареченото глобално затоплување. Немате дожд, немате, па кога имате порој. Тоа
се тие наши остри, лоши зборови за душата. Место роса, а роса е потребна на таа некоја овената душа, се случуваат порои. Сатаната сака така да го прават тоа, бидејќи тоа е негов начин на работа. Сатаната така работи. Ламјата е таа што се разгневила. Сатански дух е оној што се открива во лутината и обвинувањето. Меѓутоа, Божите слуги мораат да бидат негови представници. Тој сака тие да тргуваат само со небесна валута, со вистината која го носи неговиот лик и надпис. Силата со која тие мораат да го победат злото е Христовата сила. Христовата слава е нивна сила. Тие мораат да ги насочат своите очи на неговата милност. Тогаш ќе можат да го прикажат Евангелието со божествена тактичност и нежност. Духот кој останува благ и кога е предизвикан, многу поделотворно ќе зборува во прилог на вистината отколку секој друг доказ, колку и тој доказ да е убедлив. Ови се многу силни зборови. Значи, нашата непристојност многу лошо може да делува, а од друга страна, нашата тактичност, смиреност и пристојност многу позитивно може да делува врз луѓето и нивното спасение. И само на крајот би ја виделе на кратко тактичноста, смиреноста и овој Христов дух, односно дух на љубов во работата на нашиот брат Павле. Прво послание на Коринјаните 9 глава, познати стихови, со ова ќе завршам. Еве како можеме да навистина посведочиме вистински и да ги спасиме душите, односно да учествуваме во нивното спасение, не сме ние кои што ги спасуваме. 19 стих. Па понатаму, навистина, иако сум слободен од сите, се претвори во роб на сите, за да ги придобијам што повеќе. На јудејците им бев како јудеец, за да ги придобијам јудејците, на оние кои што се под закон им бев како и самиот да сум под закон, иако јас не сум под законот. И да не читаме се, на слабите им бев слаб, 22 стих, за да ги придобијам слабите, на сите им станав се. На сите им станав се. Та по секаков начин да спасам некои, а сето тоа го правам заради Евангелието, за да имам дел во него. И нормално дел во спасението. Павле бил воден од тој Христов дух, Павле бил воден од таа агапе љубов, да се молиме да Господ ја всади во нас и да бидеме секојаш пристојни кон секоја една душа, затоа што секоја душа му е битна на Господа. Нека му е слава на Господа. Амин.